Македонија го плаќа сериозно цехот од невложувањето во енергетскиот сектор и купувањето на социјален мир за пониски сметки за струја. Наместо во производство на домашна енергија, во екот на кризата државата беше приморана да купува скапа струја од уvoz, што удри врз граѓаните. Па така државата реши да помага со субвенции кои според пресметките на Financing ја чинеле државата дури 3,2% од бруто домашниот производ. Експертската јавност предупредува дека ваквите тенденции се лоши за државата и инсистираат на реформи. Потребно е намалување и укинување на субвенциите за електрична енергија. Меѓутоа, на среден и долг рок треба да се фокусираме на зголемување на домашното производство на електрична енергија од една страна, но исто така од друга страна зголемување на домашното производство на храна. Во таа насока секако инвестиции се неопходни во енергетскиот сектор, меѓутоа исто така е потребен сериозен редизајн на државната помош, особено во делот на земјоделие и онаму каде што е неефективно. Колку точно пари изела ваквата стратегија не може со сигурност да се каже со оглед на фактот дека бруто домашниот производ е променлива категорија. Ако се пресмета на пример податокот од статистика за последниот квартал лани, тоа би изнесувало нешто над 120 милиони евра. Експертите препорачуваат дека е неопходно да се инвестира за да се зголеми домашното производство на струја и храна. На краток рок се препорачува да се намалат или укинат субвенциите за струја, а на долг рок се потребни реформи за да се намали зависноста од увоз. Овие сугестии важат и за останатите земји од Западен Балкан, а последните анализи покажаат дека државите трошат 50% повеќе електрична енергија за да се произведе еднаков обем на БДП како што произведуваат земјите од Европската унија. Клучно е што поскоро да се замени јагленот и старата механизација со обновливи извори. Проблем е што земјите од Западен Балкан ги фокусираат субвенциите за енергетска ефикасност наместо во домаќинствата во јавниот сектор. Една од најважните лекции кои што ги извлековме од кризата се разбира колку е важно да се воведат се повеќе обновливи извори на енергија и да не зависиме само од гасот кој потекнува од едно место на светот. So far, our results show that the Земјите од Западен Балкан се навистина посветени на инвестициите во енергетската ефикасност, меѓутоа за жал тие се фокусираат главно во јавниот сектор, за разлика од Европската унија, и неопходно е тие да се зголемат и во стамбениот приватен сектор. Ние консумираме или трошиме 3 пати повеќе енергија споредено со Европската унија. Дека на македонскиот енергетски сектор му е неопходна транзиција со години предупредува и експертската јавност која бара државата да инвестира во енергетски капацитети. Наспроти ова јавноста повеќе е сведок на сделки со приватни компании и тендери со огромни суми за набавки на јаглен, вршење ископи и изнајмување механизации кои завршуваат во приватни џебови. Последен пример за тоа е тендерот со Марковски компани склучен на 1 април кој тежи безмалку 5 милиони евра.